Додека тие си шверцале дрога и од Македонија правеле наркодржава, нас ни приредуваа шоу наречено Чарлиеви ангели. И тоа го дознаваме од сведочење кој не доаѓа од било кого, од некој политичар, припадник на партија, новинар или уште повеќе од некој кој бил обвинет или жртва на СЈО, туку од обвинител од нивните редови, кој патем бил одбран и предложен од самата Катица Јанева. И тоа не го кажува анонимно, туку јавно пред очите на цела држава. Нејзината приказна целосно ја отсликува состојбата во која се наоѓа македонското правосудство. Посебно актуелното обвинителство, каде конците се уште ги држат главните луѓе од СЈО, со исклучок на Јанева. И не да ја бранам, но не може само таа да оди курбан за тортурата што ја вршеле сите. Искрено не можеме да кажеме дека сме скроз шокирани од деталите кои ги сподели Кадрил, за неправдата и уништените судбини на стотици и стотици луѓе од страна на Бубевски, Ристовска, Фета и Стефанова, кои делувале како врзани садови на цело СДСМ на чело со Заев и Шекеринска. Сепак грозно беше да се слуша во каков филм биле сите. Како трошеле милиони евра, си делеле бонуси, си играле да ми простите на изразот курташак со цела нација која очекуваше правда и патем им се лигавеле на Заев и Шекеринска. Затоа прво мора подитно да го ослободиме обвинителството, но и судството од канџите на овие ликови. Потоа да се спроведе една независна, транспарентна и најважно аполитичка истрага која ќе ги покаже со име и презиме виновниците за оваа невидена корупција и злоупотреба на системот. Само така ќе продолжиме напред. Како велеа, нема правда, нема мир.